тема, добро вечер. И официјално за нас е првиот официјален работен ден на новиот председател Стево Пендаровски по вчерашниот кој помина во формалните протоколарни процедури на инаугурација и први средби со странските представници кои што беа дојдени на неговото устоличување за пети председател на Република Северна Македонија. Сето тоа доволен повод за вечерва да се навратиме на предизвиците кои што стојат пред новиот председател, но секако претходно и на оставштината што во скопските облакодери со себе ја однесе неговиот претходник, председателот Ѓорѓе Иванов, кој во вилата на Водно помина 2 мандати или 10 години и е единствениот председател со тој стаж. Мој гости вечерва, Мерсел Билјани, добро вечер и добро дојдовте. Благоје Марковски, добро вечер и за вас, и Тодор Пендар, добро вечер и добро дојдовте. И првото прашање е исто за сите. Кога во една реченица би требало да ги опишете 10 години на Иванов, тоа би било како? Ајде, Пендаров од вас. Добре, јас за господинот Иванов никогаш неам кажано јавно ни еден убав збор, бидејќи не заслужува да се каже еден убав збор. Бидејќи го познавам многу одавно, уште кога дојде во Радио Скопје, првото работно место, но беше во Радио Скопје. Во моите колумни едно време за него пишував, имаш он најразлични никнейм, придавки од страна на јавноста. Јас го викав, јас користев еден словенечки израз Павлиха. Павлиха на словенечки значи дворски шут. За жал, 10 години Иванов помина како продолжена рака на фамилијата. Многу брзо го изгуби својот легитимитет. Легалноста остана до крај, до вчера. Легалноста да, но за мене и за многу други, мислам, кои размислуваат ко мене или слично, тој немаше легитимитет на председател. Секако ќе остане запамтен по она негова аболиција или што беше на околу 50 на души. А ќе остане, и тоа за мене, мислам, е неговиот најголем, ајде, ако народски греф, што влезе во ингеренциите на законодавната власт и не ги подпишуваше законите кои собранието, парламентот ги носеше. Значи да он има право ако председател на држава првиот пат да не го подпише законот, указот и да го врати назад, но после вториот пат е должен да го подпише. Тоа ќе ви каже секој не абсолвент, туку бруцош на правниот факултет. А ако мисли дека законот навистина е противуставен, се знае, имам институција Уставен суд и требаше да оди на Уставен суд да поднесе иницијатива Уставниот суд да оцени уставноста на некој закон, а не со образложение законот не е уставен, затоа не го подпишувам указот. Мислам, тоа беше... Но тоа е тоа. Сега, како што рече, се пресили во кулите, односно облакодерите, за кои стои една турска компанија и за... Морам да бидам циничен малку и безобразен, и за фамилиарно некако се врзуваат на Турција и на Босфор. Али тоа е негова лична работа. Нормално, ќе го плаќаме ние тоа, како што плаќаме на другите, што мислам треба да се размисли дали навистина потребно. Да, тоа е друга тема, друга тема, да. Но оно што сакам да кажам, тоа негово наследство во негативна смисла на зборот, мислам дека од позиција на она што законот и уставот му го дозволува како бивш председател и него и на сите и на другиот што е, дека ние од Иванов можеме да очекуваме, можеби не со моќ, но можеме да очекуваме такви, ајде ќе ги именувам, испади, кој што беше тоа неподпишувањето на законот или она масовна аболиција или веќе што беше. Па добро, остана едно десетина закони неподпишани и сега прашањето и дилемата е дали од еден толку принципиелен човек кој што до последно одбиваше да го смени и логото и називот и да го прифати уставното име, сега како се чувствува кога ќе ги добива тие
пари, не само пензијата. Пензијата му Пензијата следува, меѓутоа сите тие други привилегии под кои ќе стои подписот на институции на Република Северна Македонија. Потпуно во право си. Мислам, тоа се тие небулози, односно глупости, односно фрлање пепел во очите на јавноста, демекеве ја бранам македонштината, го бранам името на државата, го бранам уставот, го бранам не знам што, ама кога станува збор за финансиски или други лукративни угодности, onda не е важно од дали доаѓаат. Ако тој не сакаше да го прифати новото име и сите тие работи, ќе беше за мене и за секој друг ќе беше достоинствено да рече не, фала, се повлекувам од функцијата председател, а не да навлегува во ингеренциите на законодавниот дом. Со неподпишувањето на указите за законите, он навлезе во ингеренциите на законодавниот дом. А сите знаеме, реков, Брусош на правен факултет знае за поделеноста и сувереноста на трите гранки на власта. А председател на држава спаѓа во групата на извршната власт и нема никакви ингеренции врз законодавната. Билјани, која би била вашата оценка? Па, начелно, јас сум за тоа се најдобро за политичкиот покојник, но реално се работи за јавен интерес. И мора да се осврнеме на некои важни сегменти кои ќе имале последици, веројатно ќе имат долготрајни последици неговите постапки. И тоа не само како анализи, туку реално како рефлекси во секупниот живот на општеството и државата. Реално, значи, тие беа загубени години, јас се сложувам со оваа констатација. И човекот, интересно, наспроти искуството, требаше да биде помудер и по-професионален и по-одговорен, тој некако се движи ретроградно, значи во спротивна насока. И уште повеќе што, освен тоа што беше кажано, значи драстично прекршување на уставот и навлегување во тоа кој може и под кои услови да добива мандат за формирање влада, што драстично се коси со неговата функција и неговите надлежности. И не знам како системот во еден нормален систем веројатно нешто ќе реагираше од институциите. Јас не гледам дека се уште има нешто сериозно во тој план. Во една елементарна држава кај што функционира правото, веројатно некоја институција треба да изреагира во тоа драстично прекршување на уставот, а пишува децидно и во уставот дека председателот на државата кривично одговара ако го прекрши уставот. И друго, значи, имаме човек кој се однеса до крај непринципиелно. Значи, ако не се подпишувате по законите, и затоа што не со Република Македонија, току Република Северна Македонија, тоа можеби како граѓанин е окей, но како председател на држава, значи, или ќе поднесете оставка, или немате друга опција. Значи, не смете да го прекршите устав. И баш кога што, значи, тој човек што не ги подпиша тие закони, група закони, истиот сега збора дека ја го подпиша решението за неговото пензионирање со името Република Северна Македонија. Значи, ако е по прашање личниот интерес, тој е многу поважен од интересот од 2 милиона жители колку што има државата. Мислам, ако човекот, сега не сакам да се спушам во тој ниво, ако може да го памтиме, може да го памтим по тоа што на Космодис му направи одлична реклама. И второ, значи, добро, но таа теза и потврди дека македонската демократија навистина функционира така шашево, но се функционира, но сепак се доведува во прашање и тоа дека тие
идејата на тие председателски привилегии, нели, по завршувањето на функцијата сепак беа да овозможат некаков натамошен ангажман и придонес за државата. Впрочем, тоа не беше случај ни со Црвенковски. Тој ја добива канцеларијата, па е сосема одсутен од јавноста. Меѓутоа сега не знам дали знаеш, се зборува, ама мислам дека е сигурно дека подготвува господин Црвенковски некаква средба на бивши председатели на ниво на да, тој беше пред околу месец-два дел од една иницијатива во Црна Гора или е само во екскурзија да не политичкото новинарско подземје кружи оваа информација, па ќе видиме кој ќе види. Освен господинот Глигоров, кој беше навистина доста активен, Црвенковски не беше, не знам зошто, но како што реков, ја мислам дека Иванов ќе биде активен, но нема да биде активен во корист на државата и општеството, него ќе биде активен пред се во корист на тие што го донесува 10 години на функцијата председател на државата. Марковски, која е вашата оценка, особено ако си има предвид дека во тој пакетот на десеттина закони кои што стана неподпишани, например, беше еден закон за служба во армијата кој што значеше одредени бенефиции за пред се за околу професионалните војници, но врховниот командант заради името него подпиша. Значи, според нашиот устав, председателот на државата ја представува републиката. Тоа значи, го изразува внатрешното државно единство и истовремено ја представува во меѓународните односи. Ако пак сега навлеземе во тоа, во која мерка поранешниот председател Иванов ја представуваше Република Македонија, како ја представуваше, како го изградуваше внатрешното единство и какви беа неговите релации во смисла на меѓународните односи, може да се дојде до еден заклучок дека он имаше специфично читање и разбирање и на уставот и на законите. Кога велам ова специфично, тоа е во однос на тоа што, како што рече и колегата предмалку, многу се вдаде во позиција на одбрана на еден систем или на еден режим, а помалку реално согледувајќи ги сите околности и реално испразнувајќи ги своите ингеренции врз основа на уставот и законите. Од тука неговиот вербален исказ дека навистина сака или се залага за создавање на некакво единство во државата. Да, еве, ќе цитирам и прошталната порака на Фејсбук, останете во добро здравје и не заборавајте дека само сплотени, обединети и со меѓусебна почит ќе имаме просперитетна и успешна Македонија. Значи, го продолжува тој својот вербален исказ кон изградба на некакво заедничко единство, меѓутоа фактички неговото однесување и неговото практикување на председателската функција беа во спротивности со она што тој го искажуваше. И нормално Република Македонија како резултат или последица на неговото однесување и практично реализирање на своите ингеренции имаше доста негативни последици. И на внатрешен план и на меѓународен план. На внатрешен план тој не успеа да создаде никакво единство, секогаш застануваше на страната на позицијата на власта која ја го донесе на власт како председател на државата, а од друга страна во меѓународните односи ми се чини, или е таква моја перцепција, дека повеќе создаваше недоразбирања и кавги со меѓународните институции, отколку што неговите заложби за остварување на некакво право во меѓународните односи на Република Македонија можеа да резултираат со некаков позитивен однос. Да, но остана доследен на тој став, тоа отворено го предочи во говорот пред Папата Франциск. Негов принципиелен став
ја назадуваше нашата земја по сите основи. Значи, тој не создаде никакви пријатели во меѓународните односи, туку напротив, создаваше противници кои својот став па го искажува и на сосема конкретен начин и ние имавме повеќе меѓународни политичари кои доаѓа во Република Македонија да не сакаат да се сретнат со него. Тука релациите со Турција ги сметате како лични, бидејќи единствено тие неколку места остана. Турција, Азербејџан и Казахстан во последните 2-3 години кои што беа дестинации каде што често патуваше или беше добре дојде. Со Турција треба да се гледа како на еден континуитет кој го започна поранешниот премиер Груевски, па како продолжеток на тој негов однос. Со Турција односите се воспоставили уште 91 година. Да, али вакво пријателство како што го започна Груевски го продолжи Иванов, меѓутоа тоа не може да има позитивни ефекти врз развојот на нашата земја, бидејќи станува збор само со една земја, за билатерални односи со една земја, а многу се запоставија другите концепции, стратешки цели, стратешки интереси кои требаше нашата земја да ги гради со меѓународните организации и другите институции во светот. Доаѓате од пред се и вашиот интерес е сферата на безбедноста, како ќе се разреши сиот тој, ајде да го наречеме, хаос кој што се случи во последните денови од неговиот мандат со именувања на генерали, унапредувања, дел од нив ги оспори антикорупцијската комисија, дел не мора да поминат со одобрение на Министерството за одбрана, но имаше и такви кои што мораше да поминат преку Министерството за одбрана, а не помина. Ке може ли сега нешто тоа да се врати назад и како сето тоа ќе се разреши, бидејќи сепак не е лесно и едноставно и е прашање на достоинството на луѓе кои се начело на армијата да сега се одземаат чинови, се доведуваат во прашање сите тие одлуки. Зошто и во самиот крај, до самиот крај таков однос, особено кон еден од столбовите на државата и еден од столбовите на надлежностите, армијата. Тоа е пак резултат на неговото лошо читање на законите и лошо разбирање на законите и уставот. Но јас би го проширил овој факт за кој вие зборувате овде и со севкупната безбедноста структура во Република Македонија, да не заборавиме дека он го назначува и е надлежен врз Агенцијата за разузнавање, а таму имавме најмногу проблеми, всушност почувајќи од 27. април кога исплива на површина сите тие проблеми кои се таму создадени, и сега на Пендаровски, бога ми, ќе му остане една голема работа, голема активност, сето тоа да го анулира и да ги постави на здрави нозе воопшто и безбедносниот сектор, и меѓународните односи, и одбранбените структури во Република Македонија. Апсолутно е непријатно. Може ли да се најдат некој канал, модалитет, ова што се случи со сите тие напредувања да се исправи, бидејќи сепак на крајот од денот се работи за дигнитет на личности кои можеби и не по своја волја се влезени во сетата игра. Решението е враќање назад и започнување на процедурата од почеток. Бидејќи Ама тоа е пак лош старт за новиот председател, бидејќи веднаш тука доаѓаат оценките за фашизам. Не е лош старт, не. Тоа не може да биде лош старт ако се почитуваат законските прописи. Значи, ова е направено незаконски и ова мора да се врати назад, за да може понатаму да иде напред воопшто системот за одбрана на Република Македонија. Ако Пендаровски ги прифати како такви, а всушност не може да ги прифати бидејќи законот тоа не му го дозволува, тогаш би направиле уште еден преседан врз основа на она што го направил поранешниот председател Иванов. Значи, ова мора да се врати назад,
постапката да си тече, почнувајќи од предлагањето од страна на Генералштабот преку комисиите во Министерството за одбрана и оттаму председателот да донесе указ за нивно унапредување и за разрешување на останатите членови од Мислам дека Генералскиот тоа е штаб. доказ, извинувам, тоа е доказ колку е партизиран системот за одбрана. Бидејќи, ако вие унапредите еден генерал за тоа што заслужува, нема да има проблем зашто е унапреден или не е унапреден. Односно, дали е унапреден законски во времето кога почнува изборната кампања или не. Ќе биде многу помалку. Но бидејќи знаеме дека се унапредувањата кај нас исто така ходат по партиска линија, тогаш нормално е да имам вакви реакции како што... Значи, овде не се работи само за унапредување за време на изборната кампања. Се работи и за процедурата, повреда на процедурата. Тоа е она уште потешко. Потешкото. Значи, ама тоа е направено не затоа што не знае која е процедурата. Затоа јас велам лошо читање на законите и лошо практикување. За жал, некој офицер е сега жиглсан како негов човек, ВМРО-вец или не знам што, ќе почне да паѓаат, ние сме такво општество. Па не, затоа е прашав како сето тоа ќе се разреши. Не мора да значи дека се руши диgnитетот на еден човек, што можеби воопшто не е крив, но заради, неговото, значи, сакам, ја не сум експерт за безбедност, но од ова што се случува, јасно е дека станува збор за партизација на тие системи. Вие знаете, во Америка FBI, директор на FBI со години беше еден човек. Се сменија еден куп председатели, никој не го смени. Добро, сега и таму се менуваат. И таму се менуваат, и таму почна да паѓаат, да влегуваат партиите, или па интересите на одредени, таму повеќе интереси на одредени лоби групи колку партии, но во секој случај нема таква драстична промена, па ниту во Европа на ниво на, вие подобро знаете, на ниво на шефови на генералштаби или генерали, не се менуваат така често со менувањето на партијата на власт. Но тука прашањето и се проширува и веќе навлегуваме во она што е предизвик на новиот претседател, бидејќи не станува збор само за овие спорни именувања. Станува збор за еден континуитет на немање војни аташеа, на немање на околу 15 на празни амбасади, од кои голем дел се во клучните места, и сето тоа како резултат на едно меѓусебно инаетење. Инаетење, во право си, иначе влеговме сега во она што ќе очекуваме од Пендаровски и навистина нема да му биде лесно, но Пендаровски е искусен човек, кој ги поминал сите и решета, меѓу другото, и безбедносните структури ги поминал. Едно време бевте двајцата портпароли. Да. Истовремено. За време на војниот конфликт. Во време на војниот конфликт, добро се сеќавам. Пендаровски, кој е, вака речено, фигуративно дете на, за жал, покојната Димовска, во смисла политичко дете. Што значи тоа сега, тоа ќе биде изненадување или може би поттик за прифаќање од страна на ВМРО-ДПМН? Ако се сеќаваш дека он за да станеш советник на Борис Трајковски, а да не поминеш низ кадровската структура на господја Димовска, не е можно. Не беше можно во тоа време. Добро, Борис имаше и една нитка на самостојност. Да, Борис Трајковски стана председател благодарејќи на господја Димовска. Ајде да ги оставиме. Добро, не ви спорам тезата, но да ја објасниме за јавност. Не е ништо страшно што бил во тоа, он стана заменик министер
помошник министер во времето на Димовска и така натаму и така натаму. Мислам дека ама тоа не е ништо лошо. Не знам зашто е тоа лошо. Бедувањето на луѓето се менува. Ама не е ништо лошо тоа што бил, што бил. Беше секогаш квалитетен. Тоа е дел од една професионална професионална, да. Мислам, безбедноста му е на крајот да грижда, меѓу другото и тоа го предава на универзитетот American College. 2 предмета или 3 колку предава. Така да, мислам дека во безбедносниот сектор има многу поголемо искуство на досегашниот и мислам дека ќе биде многу поквалитетен во тој дел. Што се однесува до надворешната политика, не зависи само од председателот. Има голема улога, но не зависи само од председателот. Зависи воопшто од целокупната клима и од сите други работи. Ние, за жал, не можеме да го доживееме тоа еден британската кралица да дојде во Словенија, америчките председатели од Буш па навака со сите дојдени во Словенија, Путин едно 3-4 пута дојден во Словенија, во Хрватска исто така доаѓаат познати политичари и нивните политичари одат на ниво на највисоки меѓународни настани, односно билатерални настани. Ние, за жал, уште тоа го неаме, но да трнеме дека може би сега ќе ни трне малку на подобро, бидејќи мислам дека Пендаровски, за разлика од Иванов кој преска рече спомна инат, Пендаровски мислам дека не е таков тип, нема таков карактер, иако е доста самостоен во своите настапи одлучувања, но во секој случај не е иначија и мислам дека ќе може да води многу поконструктивна меѓународна политика. Што се однесува на прашањето за сплотеност, и кој ќе се спомне сплотеност, верувајте одма добија мошпици. Ја не трпам сплотеност, ја трпам да се договориме ние четворица овде за 4 принципи кои ќе не обединат. Ќе анализираме и таа прва денешна порака на... Ако дозволите само 2-3 реченици. Ова што се појавуваше како една негативна слика на поранешниот председател Иванов, мислам дека во голема мерка е и проблемот со кабинетот. Колку и да е способен, колку и да е стручен, колку и да ги познава работите, сепак повеќе глави, повеќе мислења и поквалитетен резултат доаѓа. Иванов имаше таа несреќа да бираше партиски личности или натурени личности во својот кабинет, кои не беа на нивото на сериозноста на времето за да можат нему да му даваат прави совети. И сега, например, тој советник што беше за безбедност, Алекса или како се викаше, кој потоа беше поврзан со настаните од 27. април и со Агенцијата за разузнавање, ги прими двајцата истакнати ВМРО-вски кандидати за својот кабинет без некоја посебна нивна стручност, ги постави во својот кабинет, тие не дадоа никаков резултат во последно време. И од тука сметам дека една од поуките за Пендаровски може и тоа да биде, да избере прав кабинет, не некој партиски да му натои, току стварно да земе личности кои одговараат за сферите на интересот и за сферите на неговите ингеренции. Мерислав? Па добро, не може би не е логично да се бара континуитет во тоталниот дисконтинуитет, значи што е оставен од поранешниот председател во сите сегменти, значи и во армијата и во Агенцијата за разузнавање, Уставниот суд, Судскиот совет, дипломатијата и ред други сегменти. Значи тие освен што биле тотално партизирани, мислам дека неговата улога била минимална во тоа. Кого и да спомнеме како професионален советник, мислам дека командите и одлуки доаѓале надвор од неговиот кабинет и тој само минувал на тоа што е остварен надвор од тие кабинети и сега треба ние да стартираме од нови позиции,
никаков, значи, никакво право да се повторуваат таквите грешки. Да се партизира системот, што особено систем кој не трпи импровизација. Чекайте сега, ако вие така го дефинирате кабинетот, мислам многу малку се знае за она што значи кабинет, бидејќи ако се гледа буџетот на председателот, таму стои ставка дека таму се вработени земајќи го предвид и председателот, 61, вкупно 61 лице. Значи, во таа зграда наводно, и сега разборуваме за различни категории. Меѓутоа, ако веќе така го дефинирате тоа што вие го спознавате како кабинет досега, што е со изјавата на Пендаровски дека неговата прва задача ќе биде да се сретне со тие луѓе и да им каже да не се секираат за своите работни места. Потоа ретерираше дека оние четворица што се под истрага секако не сметаат дека ќе треба да имаат свое работно место. На крајот од денот е и нормално менувањето на администрацијата, а тоа е председателската администрација, да предизвика промена и кај дел од овие 60 луѓе. Бидејќи лимитот е тој. Вака, ако може јас сум бил кабинетски шеф. Ајде, вие па Мерсал. Не повели. И Мерсал советувал, па влегувал по тие лавиринти. Едно време, значи, јас бев советник на председател, покојниот председател Трајковски, и мислам дека колку и да сакаме со најдобра волја да зборуваме дека постојат некакви принципи, постојат некакви креативни советници кои функционираат во основа на знање, закон, значи и балансирана политичка ситуација и така натаму, не е така. Особено не со доаѓањето или со двата мандати на председател Иванов. Значи, тука не можеме по никој основ да се пофалим или да кажеме дека има некаква професионалност. Значи, од А до Ж било се дневна политика, диктирана за жал. Дури надвор од неговиот кабинет. Ама тоа не го оправдува него што ги имал такви советници. Па, сите тие советници биле само да се покрие нечи совет или диктат кој бил надвор од неговиот кабинет. Сега, ако имаше минимум достоинство во функцијата, во вршење на функцијата, веројатно таквиот човек ќе поднесуваше оставка. И немаш да продолжи понатаму. И сега ние сакаме веројатно некој од кабинетот, ја може да предпоставам дека се во страх, тие во паника, во доаѓа нов председател, па како ќе се однесува, дали некој ќе избрка дека бил близок со она и за ова, тоа е реално. Значи, сега новиот председател треба да работи со тие ресурси што ги има, дополнително, ако му овозможува, значи правите акти, тој стварно треба да земе луѓе кои ја знаат професијата. По никој сегмент не треба, значи, да игра политички, дневно политички, партиски и така натаму. Или во однос како подчинет од влада, тоа е најголема грешка, затоа што председател на држава ги представува граѓаните. Тој зборува во име на сите граѓани, затоа што се избира директно од граѓаните, и тој е дел од коректорот во однос на извршна власт. Тој истовремено и дел од извршна власт, но е и голем коректор на поголемиот дел на извршна коректор власт. Не по устав, не со закон, него со својот авторитет и кредибилитет. Значи, тоа треба да го кажеме јавно, да се знае. За жал, освен Киро Глигоров, кој навистина го имаше тој кредибилитет, најмногу. Борис Трајковски, за жал, краток беше мандатот и заврши така како што заврши трагично, но Киро Глигоров токму со тој свој морален и политички кредибилитет беше вистинскиот коректор на власта. Кај Црвенковски видовме кога дојде во конфликт со Бучковски,
Тоа беше јасно, но да се вратиме на Ама кабинетот. тоа повеќе лични суети. Ама тоа е тоа. Значи, Да се вратиме на кабинетот. Да, но сега ако е повод за таа суета, за Вака таа нешто, суетна одма- битка, тогаш беше косовското прашање. Прашање. Поводот Да. на крајот се Но после што се 10 однесува до години се кабинетот да дојде до истата две ситуација. работи. Луѓето што се вработени во кабинетот се државни службеници, така лесно не можеш да ги избркаш од работа. Ти можеш да ги прераспределиш во другите институции, но не можеш да ги избркаш од работа. Не, мислам да не бидам погрешно сватен, јас ја поставив само дилемата. Да, Бројката е бројката е таа, таа. буџетот е таа, Бројката е вие таа. го дефиниравте тоа како една партиска непрофесионална Неоспорно, структура. неоспорно. И ако е така, Например, како сега... нема смисла кој сега се да го чекора? не е тука, но вие имате шеф на кабинет кој него беше човек кој имаше завршено, ако не се лажем, историја на уметност и кој на денот на 27 април беше во штабот на ВМРО. Е јасно да ја кажам, но не е нешто тајна сега овде издаваме пред јавноста, него Докажано во судските процеси. Докажано во судски процеси. Значи, гледайте најболи доказ дека било се партизирано. А таму имаше од кабинетот на господинот Црвенковски останато еден 20 добри луѓе, кои мислам квалитетни луѓе, кои се разбира посебно во внатрешното законодавство. Нема да спомнувам имиња. Значи, она што го рековте, да си кабинетски службеник е многу добар кабинетски службеник е голема работа за секој функционер. Зошто? Бидејќи функцијата на добар кабинетски службеник не е да му вика на својот шеф леле колку си паметен, убав и не знам што, него да му каже што не чини, кога не чини, зашто не чини и кога ќе направи грешка да излезе и да каже не направи он, него направи ја. Значи да се заштити функцијата председател, јас бев кабинетски службеник во председател на собрание, значи да ја заштитиш функцијата председател на собрание и личноста која во тој момент е председател на собрание. За жал кај нас кои ќе станат кабинетски службеници 90% на своите шефови викаат леле колку сте убав, леле колку сте паметен. Ама сакам звезда, ќе ти симнам и звезда. Ама ќе Во склоп на ова Черчил, на пример, секогаш имал меѓу 110 до 120 советници, од кои скоро половината ги држал мегаломани, значи луѓе кои добри експерти кои контравези до крај и знаеле да му кажат на премиере, ово што го рековте, вие, ама нема врска со реалност и тоа чиста глупост. И тој баш во еден момент излегува од радиото, тогаш зашто нема телевизија, и дава една изјава популистичка и одма го дочека кабинетот и пред новинарите му вели дека ово што го кажавте вие, ама баш нема ништо со националните интереси на државата, туку е чист популизам за ваши интереси. Тој каже, па добро, каже, имам право јас се корисам со популизмот, ама колку проценти од луѓе дознаеле дека тоа е глупост? Каже, па негде 3%. Јас го кажав за тие 97%. Не, мислам, тоа е основата на кабинетскиот службеник. Нормално, треба да биде во својата сфера. Јас имав среќа, видов тројца председатели. Мене во собранието ме донесе, за жал покоен господинот Бибеше Георгиевски, го помнам со него, со господинот Трајко Белјановски и со господинот Талат Джафери до пензионирање, после пензионирањето продолжив до скоро со него. И морам да признам дека кај сите тројца сум уживал слобода, во смисла да си окажам своето мислење, кој било често, не било често пати, него било многу пати, во спротивност од ставот на личноста каде што сум бил како кабинетски службеник. Тоа ми беше, на крајот на гришта можам се пофалам дека 5 февруар 2015 година јас побарав оставка од господинот Груевски. 5 февруар 2015 година, најавно на телевизија. Тогаш бев многу активен службеник во кабинетот на господинот Трајко Белјановски и не ми фалеше ни длака. Време е да ги залечиме отворените рани од нашето скорошно минато и реално да го започнеме граѓанското помирување, затоа што немаме резервна татковина која можеме да ја наречеме наш дом. На тој пат сакам да се вложам без остаток, не водејќи сметка за сопствениот рейтинг, сите добронамерни луѓе, политичари и партии што ќе решат да одат по истиот тој пат
Ке имаат мојата поддршка и првата порака што денеска на првиот официјален работен ден новиот председател Пендаровски ја упати на преку Facebook и сега првичните реакции се малку измешани, бидејќи едно помирување заврши со амнестија, па сега дилемите се на што мисли Пендаровски, односно може да се прочита меѓу редови дека е интенцијата она што на вистина и фали на оваа држава, помирување или договор околу некои клучни стратешки цели, но еве како вие ја читате? Да, всушност така и треба да се разбере. Значи, некако класично помирување, туку наоѓање на заеднички јазик за договор што и како понатаму со нашата земја. Од тука, јас и предходната негова изјава би ја приклучил кон ова денешнава, кога рече дека тој сака да биде председател на сите граѓани на Република Македонија, на Северна Република Македонија и истовремено сака да комуницира и со опозицијата, па и со председателот на опозицијската ВМРО ДПМН. И дека ќе го повика и дека ќе разговара со него. Сега, малку во констелацијата на актуелните внатрешни односи во Република Македонија, ќе биде тоа малку проблематично да се создаде и договор, но и приближување на ставовите меѓу опозицијата и позицијата. Но јас, еве, како човек кој ги анализира овие активности во нашата земја, би му препорачал на Пендаровски тоа и практично да го реализира, не само со вербален ваков исказ, а тоа би подразбирало. Прво, да ги повика Река и Силјановска да поразговараат за нивните програми со кои тие настапија на овие председателски избори. Тука веќе ќе започне неговото практично однесување кон луѓето кои можеби не се истомисленици со него, кои имаат можеби isprotivstavени ставови, но треба да се погледаат и нивните програми, да се седне, да се испие едно пријателско кафе со нив, а потоа да седне и со да го повика председателот на најголемата опозицијска партија во Република Македонија и со него да поразговара и да ги изнесе своите видувања на кој начин он сака да создава заеднички договор за просперитетот и доброто на Република Македонија. Тоа би му било основното од каде што би тргнал, без оглед на тоа што ќе најде најверојатно, можеби некај кандидатите кои ја трчаа предизборната трка за председател за заедничко видување и седење, но веројатно ќе најде на отпор кај одредени структури во опозицијската партија, но тоа не треба да го поколеба, тој треба да биде силен, јак во својот настап, дека сака со нив да разговара и да ги чуе и нивните размислувања и идеи. Пендаров и Билјали, како сега оние 102% на иста линија да се трансформираат во еднаков однос со сите? Мислам дека и првична изјава, или сега кога беше промоцијата, беше во насока на тоа дека ќе биде председател не само на тие што го изгласа, туку и тие што не го изгласа, дури и на тие што воопшто не искочена да гласат и логично. Значи тој се мора да испоставува. спомнам нешто околу вие 102%, иако тие го добија призвукот само на да она завршам мислата. позната изрека 102%, меѓутоа математичарите велат дека тоа кога ќе се сведе на математичка операција на крај значи 0, бидејќи со 0 не се 0. Не, има и друго толкување на тие 102%. Пораката ја читам во насока на тоа дека практично конфликтното општество се докажа не само кај нас, туку воопшто и кај цивилизираните држави не може да се
движи напред. Значи не може да има напредок држава која има перманентни конфликти односи внатре и кога имате релација меѓу власта и опозицијата до крај деструктивно, кога опозицијата посакува власта да нема успех, се радува на неуспеот на владата затоа што тоа е најкраткиот и најдобриот начин да таа дојде на власт и повторно да се повтори истото. Значи досегашната власт која сега е во опозиција исто да се радува на неуспеот на власт. И таквото општество иде на пропаст. И мислам дека изјавата е дадена во насока дека конечно опозицијата треба да биде конструктивно се што се смета национален интерес, општи интерес, развојни интерес, да поддржи опозицијата, дури ако има предлог да се подобри, уште подобро, но конструктивно да се однесува, а има многу други сегменти на кои што таа ќе има различно мислење, дури ќе ја напаѓа власта, ево, например, партиската власт, па корупцијата, криминалот, неефикасноста, ненапредокот. Значи, тука таа треба да го најде своето место и сегаш, не само како критизерство, да критикува, туку треба да нуди алтернатива. Како би го направила тоа за да изгледа подобро? И јас не сум голем оптимист дека многу што ќе се смени преку ноќ, но добар чекор направила опозицијата, што прв пат значи учествувала во собранието, како што знаеме, немаме председател кој што не било порано некој председател си добил, многу минал председател добија етикети, граѓанин или не знам лицето оно, значи биле непризнати до крајот на мандатот, значи прв пат имаме председател кој може би произлегува реално. Ќе видиме у декември кој ќе има прво обраќање дали ќе биде опозицијата. Од сега дојдоа сите. Не, ама тој е добар човек. Ја не очекувам опозицијата да му ракопреска секогаш, но во декември ќе зависи од однесувањето на председателот. Ова негова изјава, ќе бидам председател на сите, во суштина нема да ја речам дека е демагогија, но е една фраза која употребуваат председателите во цел свет. Кога има инаугурација, а сакате американскиот, сакате било кој ќе каже фала ви на сите што гласавте за мене, фала ви за оние што не гласаа за мене, ќе бидам председател на сите и така натаму и така натаму. Значи тоа е добро, но потребата и суштината кај нас е многу поголема. Ке мене многу повеќе ми се допадна од негова страна говорот во собрание кога рече декларативно, односно сите сме за ЕУ и НАТО, има разлика во модалитетите како да стигнеме до ЕУ и НАТО. Мислам, таа изјава ми беше многу пореална и реално ја отсликува состојбата кај нас. И мислам дека ако Пендаровски успее таа разлика во модалитетите меѓу политичките субјекти да ја сближи, ќе биде многу добро. Ќе биде прво многу добро за нас како држава и како општество, ќе биде добро и за него, за неговата кариера како председател на држава. Јас преска реков, кој ќе ми спомнеме заедништво, сплотено, ама на вистина добија можбици. Јас сум за тоа да се договориме за 4-5 заеднички точки и тие 4-5 заеднички точки да ги фураме заедно. А дали после ќе идеме ти на море, ја на планина, професорот банјски туризам, колегата од спротива може би го занима лов и риболов, тоа е друга работа. На 4, 5 или 2 заеднички точки мораме да најдеме сите како општество и да одиме напред. Многу е точна дефиницијата што ја кажа ти, која се сведи на она македонска или наша балканска изрека да му умре козата на комшијата. Кај нас опозицијата моли Бога да нема успех за да може да дојде на власт. За да потоа кругот се врти понатаму. Се надевам дека полека, но сигурно ќе го напуштаме тоа размислување, бидејќи на вистина како општество и како држава нема да одиме напред. Ако ги гледаме реакциите за и околу дилемите дали ќе добие Македонија покана за почеток на преговори во јуни, не би рекол дека е така, но мораме на реклами па се враќаме. Да, некој едва и чека.
добре дојдовте назад во Топ тема. Благоја Марковски, Тодор Пендаров и Мирсел Билјали се мои вечерашни гости. Марковски, со безбедноста се врзуваат голем дел од ингеренциите на председателот. Многу предизвици се пред Македонија, не само заради членството во НАТО, туку и заради она што почна како процес на реформа на пред се безбедносно разузнавачките служби. И сега има еден интересен детај од говорот инаугурацијски на новиот председател, во кој што спомна дека реформата на разузнавачко-безбедносниот систем, во која што се изнедри оној совет на чие чело е премиерот, го нема нели председателот, мора да биде по принципот на формирањето на ОТА, дека тоа треба да биде со консензус. Дали може би ова првата линија може би не на судир, но на различни концепти? Не, јас не гледам ниту судир, ниту суштински разлики во концептот како понатаму да се развива овој систем. Прво треба да кажеме дека реформите во одбранбениот систем одлично напредуваат и тука апсолутно нема никакви забелешки од страна на сојузниците и дека тие сметаат што се однесува до одбранбениот систем дека ние апсолутно ги имаме прифатено и работиме на тоа со сите стандарди како што сите современи одбранбени системи имаат, а кон кои тежиме и секако кон НАТО структурите. Што се однесува до новата реформа, би рекол, или до најактуелната реформа во безбедносниот систем, во Министерството за одбрана, со создавањето на новата структура ОТА, мислам дека има еден многу позитивен исчекор во однос на она каде се наоѓавме, како беше структурирана поранешната структура и дека сите овие комбинации или сите принципи врз основа на кои ќе биде заснована ОТА даваат надеж дека сепак ќе дојдеме до еден современ безбедносен систем каде што Министерството за внатрешни работи и посебно одредената политичка структура која го води Министерството за внатрешни работи нема да има директни влијанија врз резултатите од нејзината активност. Од тука не сметам дека имаме различни концепти, туку прилагодување на современите концепти, почитување на она што е добиено како поука од организацијата на ваквите системи во современите општества и сметам дека Република Македонија со конечното поставување на овој систем што се однесува до безбедносниот сектор, ќе има еден современ безбедносен сектор. Да, но тука пак се поставува таа дилема околу она космодемократија која совршено функционираше, бидејќи точно, од една страна реформите напредуваат во секторот одбрана, во армијата, голем дел од нив се со директна помош, под директен надзор на странските партнери од Алијансата. Чекај се, ние забораваме дека од друга страна немавме и во Букуреш ние бевме спремни за НАТО. Кога била последната седница, например, на Националниот совет за безбедност. Да не заборавиме дека клучниот документ, стратешкиот одбранбен преглед, воопшто не помина низ рацете на поранешниот председател. Дали заради негова комплетна незаинтересираност, дали заради крајно нарушени односи со владата, е небитно. Меѓутоа, пак се поставува она, да, армијата напредува, се е тоа во ред, меѓутоа ни фалат суштински елементи од функционирањето на националниот систем. Ама што значи тоа армијата напредува? Армијата напредува и у Букуреш на самитот на НАТО ние бевме според изјавите на Алијансата бевме спремни за влез во НАТО. Значи армијата си била обвред. Околу овие ОТА или овие промени што ги имаме сега.
кај нас не се случува стално едно иста работа. Значи, ќе имаме злоупотреба на закон и од тогаш правиме реформи. Па онда имаше пак злоупотреба на закон, па пак реформи. Ајде, не е прв пат прислушувањето големото во кое настрада господјата Димовска. Значи, и потоа се смени законот. Тогаш се менуваше законот. Значи, бившиот закон не беше лош сам по себе. Што би рекли по дефолт. Беше злоупотребен од страна на фамилијата. И кој ми гарантира дека утре некој друга фамилија или семејство, сега имаме семејство, нема да ја злоупотреби ОТА или службата или што ти ја знам. Еднаш ја одделивме разузнавањето и контраразузнавањето, направивме ЦИА, ја ставивме под ингеренција на председателот, па дури бившата власт, односно Груевски, негде при крајот на својот мандат, почна да размислуваат повторно да ја вратат назад во рамките на МВР, во рамките на државната безбедност. Да, и тоа беше еден од концепциите сега за спојувањето на трите разузнавачки служби. Спојување, што ти ја знам. Значи, си играме пинг-понг со еден толку чувствителен сегмент во државата кој што е безбедноста. Зошто? Затоа што законите кои во тој момент се во практиката, не ги имплементираме, не ги почитуваме, напротив, ги кршиме заради дали се тоа лукративни причини, односно да се стави во джеп пара, дали е тоа за да се зачува власта, е друго прашање. Но во суштина проблемот лежи во непочитувањето на законската регулатива. Каква е, таква е. Тодор, јас сум согласен со те, меѓутоа не треба така црно да се гледа на работите, посебно на овој ангажман што сега го направија со одвојувањето на ОТА од Министерството за внатрешни работи. Значи, сега е многу потешко. Ако не се лажам, 2 држави го имаат тоа само. Добро, значи, земени се... Значи, 2 држави го имаат во свет. Земени се позитивните резултати од таму каде што тоа било направено. Реков, ја не сум експерт за тоа. Јас сум согласен дека ние секогаш ќе имаме проблем со почитувањето на законите и тоа зависи од карактерот на тој кој управува со таа институција. Ако отидат во затвор оние кои злоупотребиле државната безбедност, а нема да отидат бидејќи одиме на амнестија, на помирување, ама еднаш како отидат во затвор, наследниот што ќе дојде на негово место, два пати ќе размисли дали ќе го крши законот ако го чека робија од 20 години. Тоа е малку друга тема. При крај сме и еве сега конкрет секој од својата сфера кој би бил вашиот совет доколку сте на позиција советник на новиот председател. Еве Мерсал, од вас да почне. Имате веќе такво искуство. Па добро, надлежностите на председател се познати, ако кампања видовме дека многу што беше кажан надвор од надлежностите, но реално председател на државата како татко на нацијата действува или функционира првенство врз основа на авторитет и кредибилитет, значи тој е балансер во целокупните односи на државата, но моje мислење дека јас очекувам од овој председател, познавајќи го добро и лично, дека освен своите надлежности што ќе инстира да ги обавува со полн капацитет, мислам дека ќе отиде на тоа да има влијание врз владата за да имаме конкретни економски резултати од што и да направиме. Ние може да се повикаме на правна држава, владење на правото и не знам што, но реално ако немате економија која се развива, ништо од тоа, значи највлијателниот слој и највиталниот слој ќе ви избега од државата. Мислам дека Македонија, Северна Македонија има идеални услови за развој, првенство на модерното земјоделство што не е започнато. Селскиот туризам и планинскиот туризам, со што таргет ќе ни беа западните пензионери кои ќе дојдат на чист воздух тука на планински амбиент и рурален со многу ниски цени и други сегменти на туризмот, например скијање, тоа што ги бараме во Бугарија, кај нас има 3-4 терени, експерти констатирани кај што €1.000.000 девизи може да се обезбедат. Значи, тука председател на државата
треба да излобира, да врши притисок, да создаде мнение за економски развој. Другото, мислам дека тој е познавач на многу што сегменти, и на надворешна политика, и на дипломатијата, и на безбедноста. Мислам дека не сме многу загрижени за тоа прашање. Уште повеќе што имаме власт или влада која ќе инстира, значи председателот на државата со полн капацитет да ги обавува неговите овластување без да му се меша, што беше случај на минатата власт, кај што практично тие председателот на држава со неговата волја или без неговата волја направиле англиска кралица. Пендаров, сосема кратко, како пишувач на говори, би му советувале да сними видео во кој на премиерот ќе му порача: Друже Заев, ние повеќе не сме другари, туку јас сум председател на Република Македонија, а вашето неприсуство на инаугурацијата беше непримерен потек или нешто сосема друго? Не, објаснувањето дека бил на одмор е тотално неприфатливо. Не можам да, за мене е неприфатливо и ја би му го, ако е тоа така, јас, ако сум пишувач на говори, ја би му го напишал на новиот председател. Да, но оно што би му порачал, али морам еден момент за економијата. Економијата, знаете која ќе мрдне кај нас? Прво да поведеме правна држава, после ќе без дигресии да се задржиме на пораките. Јас би му препорачал да развива еден, навистина еден квалитетен и отворен, максимално транспарентен однос со новинарите, со јавноста. На крајот на криштото, некаде во позадината остануваме сите, барем ја и ти остануваме новинари, да развива еден квалитетен однос со новинарите, не во смисла како што имаше една дама со господинот Црвенковски, како што имаше некој друг со овој и така натаму, него да развива навистина еден квалитетен однос со јавноста преку медиумите и новинарите, бидејќи само на тој начин ќе може своите ставови кои не се и своите погледи, кои не се во рамките на неговите уставни ингеренции, да станат блиски до нас како граѓани, односно до јавноста. Тоа би му го препорачал, а говор ако треба ќе му напишам во секој време. Ако плати, нормално. Господине Марковски, безбедносно-политичкиот и аспектот на надворешната политика е тешко да се спојат во еден завршен збор, но сепак повелете. Мислам дека земјава располага со исклучителни поволни услови за старт за она што не е се уште стартувано и за континуитет во развојот на она што е веќе започнато, и тоа во сите аспекти на развојот. Од тука сметам дека господинот Пендаровски како председател на Република Македонија, Северна Република Македонија, има исклучителни можности тоа да го операционализира, ги има и познавањата од овие области, но истовремено пак е во ситуација да бил и да комуницирал со меѓународниот фактор во смисла на тоа што се може да се придонесе за развојот на нашата земја. Од тука сметам дека е доволно паметен Пендаровски тоа да го искористи. Јас би му посакал само една константна упорност во она што ги даде во првите изјави, да го операционализира и реализира, и мислам дека не треба да се разочарува ако најде на некои силни отпори кои се сосема реално можни од страна пред се на опозицијата, но треба да биде упоран и во тоа смисла мислам дека ние ќе постанеме до крајот на оваа година членки на НАТО и дека ќе започнеме со преговорите со Европската Унија, што секако би бил голем придонес за нашиот натамошен развој. Прв ден е на председателот, многу сте очекувано позитивни. Ќе морам некаде таму во декември после традиционалното обраќање да ве повикам уште еднаш, па да тогаш да ги размениме оценките. Ова беа повеќе очекувања и совети. Ви благодарам за гостувањето во Топ Тема. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму на Телма.